Фестивалот е насловен инструментите на моите предци во организација на Детскиот културен центар Карпош ќе се одржи од 11 до 13 април, а за тоа си што ќе се случува на овој фестивал во петото јубилејно издание. Ова утро ќе разговараме со директорката на Детскиот културен центар Карпош, Билјана Лалчевска-Серафимовска. Најпрво ќе ви посакам добро и убаво утро. Ви благодарам што сте овде во нашиот културен центар и што впрочем и ќе зборуваме за нашето пето јубилејно издание на фестивалот и надпревар за изворни класични инструменти со необично име Инструментите на моите предци. Да, токму фестивал кој што ќе се одржува од 11 до 13 април оваа година, но како настана овој фестивал пред 5 години, која ви беше првичната идеја за создавањето на овој фестивал? Најнапред би сакала да се заблагодарам на градот Скопје кој што ги препознава нашите идеи и не поддржува во се она што ќе го замислиме да стане реалност и да го реализираме. Токму пред 5 години јас го наследив овој наслов, кој што беше дел од една секција, каде што се изучува изворни, традиционални инструменти, како тапан, гајда, тамбура, кавал. И заедно со колегите дојдовме до една брилјантна идеја. Досега има фестивали за изворни и за традиционални инструменти, но нема детски фестивали. Бидејќи ние сме институција која што го осмислува слободното време на децата, а впрочем тука се одржува и во континуитет таа секција, имаме интерес од страна на дечињата, решивме да го создадеме овој фестивал и надпревар, кој што има два дела, ревијален дел каде што беше замислено да и се остварува, каде што се представува жири комисијата со своји изведби и млади таленти, односно оркестри и нашиот оркестар, односно од секцијата произлезен, го отвара овој ревијален дел на фестивалот првата вечер, додека втората вечер е надпреварувачка, односно вториот ден, цел ден е надпреварувачки, за да третиот ден ги доделиме наградите на децата кои што ќе бидат победници во категориите во кои што се надпреваруваат. Токму затоа се распределени тие категории солисти на изворни класични инструменти и потоа имаме оркестри, имаме соло изведби на народни песни, имаме хорски и така натаму групни изведби и третиот ден е доделувањето на наградите. Оваа година токму ќе се одвива овој фестивал и надпревар во културно-информативниот центар КИЦ во салонот 1919 со почеток од 19 часот, ревијалната вечер ќе започне, додека надпреварувачкиот дел следниот ден ќе биде некаде од 16 часот па се до 20:30. Имаме многу интерес. Какво е значењето на фестивалот, односно што споменавте, што се може да погледнат во трите фестивалски вечери, но какво е значењето на постоењето на овој фестивал? Значењето е едноставно да ја разбудиме и да ја негуваме љубовта на децата од најмала возраст кон овие изворни класични инструменти. Бидејќи знаеме дека 21 век сите сакаат да изучуваат оние модерни инструменти, одат на спортови и така натаму, но ние со овој фестивал сакаме да ја вратиме она наша традиција, да се едноставно да ја почувствуваат магијата со звукот на гајдата, например, на кавалот, на тамбурата и едноставно тоа се остварува. Колку се заинтересирани еве младите и од која возраст децата можат да почнат да ги изучуваат оние изворни инструменти кои што се познати за македонската традиција?
Морам да кажам дека децата од градските средини помалку се заинтересирани за жал за изучување на овие инструменти, но токму тоа е и нашата поента, се наоѓаме во централното градско подрачје, па зошто и тие деца да немаат можност и шанса да дојдат во допир со овие инструменти. Имаме интерес, како што кажав, ја имаме нашата малата панџика, зборувам во женски род, бидејќи таа е девојче на своји 10 години, Лара Марковиќ, која што е член на ова наша секција и која што го изучува тапанот веќе 3 години под менторство на професор доктор Тимко Чичаковски, кој што навистина сето знаење, сета љубов кон сите овие изворни инструменти безрезервно им ја пренесува на нашите членови. Да, споменавте ова покрај тоа што фестивал, пред се може да се едуцираат и останатите деца кои што можеби досега не биле запознаени со овие изворни, но и класични инструменти кои што се познати во нашата традиција. Сепак ова е еден надпревар. Споменавте дека во втората вечер, односно во вториот ден од фестивалот ќе има надпреварување, па што е предвидено како награди за најдобрите? Секоја година имаме Гран-при награда. Тоа е награда од жири комисијата, која што ја има навистина најтешката задача. Оваа година жири комисијата е составена од еминентни педагози, професори, инструменталисти. Тоа се професор доктор Тимко Чичаковски, потоа инструменталистот на хармоника Милан Кацарски и професор Кирил Стојчевски, така што навистина ние во тек сме со сите подготовки и навистина оние деца кои што се пријавени на различни инструменти, конкуренцијата е голема, така што најуспешниот нека победи, нека ја понесе титулата Гран-при награда. Дали пријавувањето е се уште отворено и каде и како можат да се пријават сите оние кои што сакаат да земат учество токму од овој фестивал, кој што е културно надпреварување на изворни и класични инструменти? Токму така, за еден ден се затвараат апликациите и пријавите за надпреварот. Може тоа да го сторат оние заинтересирани уште веднаш на нашата онлайн пријава, која што се наоѓа на Facebook страницата на истоимениот фестивал и надпревар, така што и ние ја споделуваме од Детски културен центар Карпош, така што веднаш нека пристапат до пријавата, многу е едноставна и ние ги очекуваме на денот на надпреварот. А што се однесува до публиката, дали влезот ќе биде отворен и слободен за сите оние кои што сакаат да бидат дел од овој фестивал и надпреварување? Секогаш кај нас влезот е слободен, токму заради тоа што сакаме ова да го доближиме до пошироката публика, пошироката јавност, да дојдат слободно да уживаат и во фестивалската ревијална вечер, и во надпреварите, затоа што и таму има што да се види. Искуството наше во овие 5 години, односно 4, оваа ни е 5-та јубилејна, рековме дека искуството кажува дека имаме многу да учиме од нашите млади, бидејќи навистина желбата и љубовта кон изучување на овие инструменти можеме само да ја доживееме, не можеме да зборуваме вака низ разговор, затоа и вам ве поканувам да дојдете да бидете дел од нашите фестивалски вечери и заедно да го прославиме 5 годишниот јубилеј на фестивалот. Да, честито да ви е јубилејот, инструментите на моите предци веќе прерасна во традиција, така што ви посакувам да си имате уште многу успешни изданија на овој фестивал, кој што и тоа како е од големо значење за најмалите, за децата, но и секако за македонската традиција и за македонскиот фолклор и се она што ги сочинуваат македонските инструменти. Ви благодарам.
Ќе ве поканиме сите вие кои што можеби имате некои деца кои што еве знаат да свират и свират на некој изворен или пак на класичен инструмент, да се пријавите токму на овој фестивал и надпревар, но и сите оние кои што сакаат да ги запознаат своите најмали, своите деца со класичните и со изворните инструменти, да бидете дел од овој фестивал кој што ќе се одржува од 11 до 13 април токму во културно-информативниот центар во салонот 1919.